Колешке Димова, континуирано продолжувате да ја навредувате собствената татковина, нашата татковина, мојата татковина, а тоа е Македонија. Ова, колешке Димова, не е државичка, ова е држава. Ова е Македонија, самостојна, суверена држава Македонија. И овие приказни за мускетарите да не ги кажувате нас овде на говорница и на македонскиот народ, ако им се интересни да им ги кажувате на вашите сопартијци в партија и на други кои што ги интересира. А и таму да продолжите ако сакате да ја вреѓате државата, меѓутоа не на говорницата од Собранието на Република Македонија. Пред некои месеци дозволивте овдека да го навредувате и првиот председател на македонската држава Методи Андонов Ченто. Очигледно се во оваа држава, ваш стил е да понижувате и тоа најверојатно во контекст на нешто што кажавте пред неколку месеци на говорницата, дека вие сами се чувствувате како европјанка, а не како македонка. Па еве во контекст на тоа да ви кажам дека е Ченто еден од најзаслужните луѓе, патриоти, борци, заради кои што денес ја имаме оваа наша држава Македонија. Да ви повторам, Македонија е држава, не треба да дофрлате од место. Македонија е држава. И се надевам дека до крајот на мандатов ќе имаме можност да ве слушниме, да зборувате на тема, односно на точка која што е на дневен ред, на закон за кој што зборуваме во моментот во Собранието на Република Македонија, затоа што без разлика за што се зборува, за кој закон го разгледуваме, вие единствено зборувате за извештаите од Европската комисија. И на крај да ви потврдам дека главна заложба на владата на Република Македонија е влез во Европската унија. И во иднина почитувана колешка оваа влада ќе продолжи да ги развива тирзовите, да отвора нови работни места, да се вработуваат граѓаните на оваа држава, на оваа Македонија, а вие и во иднина да продолжите да ги критикувате. А можам да ви потврдам дека ќе се изгради и оваа слободна здравствена зона, иако вие критикувате, може би по некое време и ќе ја користите. Ви благодарам.